На овој голем ден прославуваме 500 години постоење и 75 години од ослободувањето на наше Куманово. Ден на кој треба да се гордееме што екзистираме на ова парче земја, кој успеавме да го сочуваме и да го изградиме секој дел од него со љубов и труд. Делегација од општина Куманово, предводена од градоначалникот, присуствуваше на изборното собрание на Асоциацијата на градови носители на порака на мирот. Се одржаа средби со високи представници и делегации: Нарине Сахакјан, постојан представник на UNDP, амбасадорот на Велика Британија Рейчел Галовеј, амбасадорот на Руската Федерација Безникин Сергеј Александрович, со амбасадорот на Швајцарија Сибил Зутер Техада, амбасадорот на Сојузна Република Германија Тобас Герберих, со Фабио Газабини, директор на регионот Венето, Италија, советникот за креирање политики на Канцеларијата за верски слободи при Стејт Департментот Маријам Сементвала, советникот од амбасадата на САД Дајана Палекун и политичкиот аналитичар Адриан Исмаили, со помошникот државен секретар на САД Пити Мароко, со командантот на Националната гарда на Вермон, аѓутант генерал Грегори Најт. Во Астана, Република Казахстан, со заменик председателот на Сдруженијето на стопанските комори на Астана Данијар Садиков, со директорот за инфраструктура за Европа Сузан Гуерансон во Лондон на ЕБРД Green Cities, со заменик амбасадорот на Јапонија и вториот секретар во амбасадата за донацијата на речното корито на река Липковка, амбасадорот на Јапонија Кейко Ханеда за донација на Општинското основно училиште Браќа Миладиновци. Следуваа работни средби со амбасадорот на Република Словенија во Република Северна Македонија Милан Јазбец, со градоначалниците на Гнилане Љутви Хазири и Витина Сокол Харити, градоначалникот на Бујановац Шаиб Камбери и со амбасадорот на Република Црнагора Марија Петровиќ. Градоначалникот се сретна и со председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, со премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев, на која се разговараше за планираните инвестиции во 2019 година, со министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, со министерот без ресор задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите Музафер Бајрам, со Елвис Хасан, министер без ресор задолжен за странски инвестиции. Представници од општина Куманово и Советот на општината беа во посета на Нови Сад. Исто така ја посети и Бања Лука, каде што беше потпишан договор за збратимување. Во Куманово се вкрстуваат и обстојуваат различни култури и цивилизации, кои успешно ги одржува меѓусебна толеранција и разбирање, без разлика на верската припадност, убедувањата и погледите. Советот на општина Куманово, начело со председателот господја Атина Мургашанска, брои 33 советници, кои припаѓаат на 4 етнички заедници, застапени преку 13 политички партии, кои во 2019 година одржаа 13 седници на кои се донесени важни одлуки и решенија. Со проект на североисточниот плански регион изградено е ново детско катче и спортски терен за кошарка. Набавени се современи метлачки, правосмукалки и контејнери за смет. Со Швајцарската развојна агенција и Министерството за локална самоуправа реализиран е проектот за Бистимска клисура за развој на спортот и рекреација. Набавени се кајаци со опрема за безбедно движење низ Бистимската клисура по текот на реката Пчиња и велосипеди за планински велосипедизам со комплет мобилна работилница. Доколку ве води мислата дека истрајноста и трпеливоста се примарни за остварување на целите, во стремежот за чекорење кон подобар живот, тогаш сте ја одбрале вистинската патека, посветувајќи се на сите неопходни области кои одат само во една насока – напред кон значајни исходи. На денот на Здружената оперативна команда на армијата на Република Северна Македонија, Куманово го пречека врховниот командант на армијата, председателот Стево Пендаровски и министерката за одбрана Радмила Шекеринска, при што на Димитриевски му беше врачена голема плакета на армијата на Република Северна Македонија за соработка и врвни постигања за армијата. Во врска со проектот за промоција и наградување на најдобрите заедници и институции за креирање на добар амбиент за развој на предприемништво во средна и југоисточна Европа, Глобал Локал јавно им беше одадено признание на најзаслужните, меѓу кои лауреат со награда и признание е и општина Куманово.
Локалниот економско-социјален совет одржа средба со представници на бизнис заедницата, каде беше договорена гасификација на индустриската зона Доврошане. Бе одржан и други состаноци на локалниот совет за превенција, како и граѓански форуми за активно граѓанско учество во иницирање на нови проекти и носење на одлуки од страна на граѓаните. Во општата болница во Куманово пуштен е во употреба новоизградениот хируршки клинички центар, во кој граѓаните од североисточниот регион ќе добиваат современи и квалитетни здравствени услуги, како проект на владата на Република Северна Македонија, а имплементиран преку Министерството за здравство. Новото јавно предпријатие Куманово план отпочна со работа и активно работи на изготвување на повеќе проекти за реконструкција на јавни објекти во градот. Продолжуваме со гасификацијата во градот. Гасифицирани се повеќе домаќинства и стамбени згради, како и општинското основно училиште Бајрам Шабани. Во прекугранична соработка со општина Гнилане го завршивме проектот за реконструкција на кров на градскиот пазар и изработка на штандови за мобилни пазари. Конечно, градот ги врати во сопственост спортските објекти, Соколана, спортска сала, градски стадион и стрелиште, а во иднина ќе се работи на нивна реконструкција. Со армијата на Република Северна Македонија и Министерството за одбрана организиравме отворени денови на НАТО во градот. По повод денот на Народното востание, 11 октомври, се одржа тактичко-технички збор во организација на армијата на Република Северна Македонија. Борејќи се за стабилност и слободно размислување, еден од предизвиците кој секогаш има своја тежина е добивање на соодветна и квалитетна едукација преку образованието како клучна алка која создава изградени личности со сопствени ставови. А зад проектите во рамките на образовните институции, како успешно завршена обврска, стои детален и разработен план, како и целосна посветеност во извршување на истата. Во детската недела не посетија првооделенците, при што ни врачија лични творби и нови идеи за градот. Децата од детската градинка Ангел Шајче по повод јубилејот на градот организираа слет Ветрот на бесконечноста, со што ни го честитаа денот на градот. Општинското основно училиште Јероним Дерада, село Черкези, е целосно реконструирано и изградена е нова училишна спортска сала со средства на општина Куманово, Министерствата за финансии, образование и наука и Европската унија и Светската банка. Завршено е партнерно уредување на училишниот двор во новоизграденото основно училиште Браќа Рибар во село Костурник. Со Сдруженијето Инклузива и Порака наша поставена е урбана опрема за лица со попреченост во општинското основно училиште Браќа Миладиновци. Инсталирани се првите фотоволтаични панели во основните училишта Вера Которка, село Клечовце, Кирил и Методи, село Романовце и Браќа Рибар, село Табановце. Благодарност до Европската комисија, Светска банка и Министерството за финансии. Поставени се темелите на новата училишна спортска сала во Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово, проект кој општината го реализира заедно со Министерството за наука и образование. Куманово е европски град на спортот за 2019-та. Признанието ни го врачи председателот на Европската асоциација на градови на спорт Џан Франческо Лупатели. Се одржаа државните спортски игри за основните и средни училишта, познати како Мали олимписки игри, во организација на Федерацијата на училишен спорт на Република Северна Македонија и Сојузот на училишен спорт Куманово, под покровителство на Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт и Советот на општина Куманово со учество на над 800 ученици. Женскиот ракометен клуб Куманово стана вице-првак на Македонија во Суперлигата и освојувач на Купот на Македонија за прв пат од осамостојувањето на нашата држава. За прв пат кошаркарскиот клуб Куманово настапува со сите младински категории во втора и во Суперлигата. Се пласираа помеѓу 8-те најдобри во сите категории, а воедно имаат и 8 младински репрезентативци, а првотимците повторно се пласираа на самиот врв на државната лига. Организиравме и атлетска трка низ улиците на Куманово, како дел од проектот Run for Inclusion. Возобновениот боксерски клуб Куманово 84 на поединечното државно првенство во бокс се закити со 3 сребрени и 1 бронзен медал.
Сојузот за спорт и рекреација на инвалидите во Куманово, во соработка со општина Куманово и Општинскиот сојуз на спортови на Куманово, беше домаќин на 5-тото и 6-тото коло од државната лига во пинг-понг за спортисти со телесен инвалидитет за 2019 година. Се одржа и блани куп на преварот, прецизно слетување со воздухопловна едрилица на спортскиот аеродром Аџитепе Куманово во организација на Аероклуб Куманово. Куманово живее со оптимизмот и изградената зрелост, преку културната традиција, која изобилува со вредности, како обележие на долгогодишна работа и труд, сочувувајќи ја љубезноста, квалитетот и културното наследство, предпазливо сочувани од заборав. Куманово е прогласено за град на културата за 2019 година од страна на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Петвековното постоење на градот годинава се одбележува со дополнителни 26 манифестации надвор од редовната програма. Се одржаа културните настани: Маскембал Батко Ѓорѓија, Тамбурашки фестивал, Рома Труба Фест, Денови на комедија. Возобновен е фестивалот Тумба Фест благодарение на етноризница Куманово. Прв меѓународен фолклорен фестивал Арт Атак Моторок Фест 2019 Куманово во организација на Берс Куманово. Промоција на видеозаписот за песната Прошета се Јовка Кумановка, како преработка на познатата македонска група Next Time. Прв уличен фестивал Куманиум во организација на граѓанскиот центар Активум со подршка на општината. Музичко сеќавање на Миодраг Божиновски Мичо, чии дела оставија белег во музичката традиција во градов. МОП со балетска представа Либертанго, документарниот филм за опеаниот музичар Драгомир Шоиќ, ликовни колонии, детски ликовен камп, представата Коштана на Сдруженијето на пензионери, средба со Маријана и Росана по 27 години во Куманово, изложба на уметникот Борче Тодоровски на тема портрети на председатели на Соединетите Американски држави во чест на успешната соработка која општина Куманово ја има со амбасадата на САД во Република Северна Македонија. Инфраструктурата како важен сегмент од општественото живење донесе поинаква димензија во секојдневниот живот во Куманово, преку значајни инфраструктурни проекти, суштински важни за успешно функционирање на граѓаните. Се асфалтира улиците Ѓорче Петров, 4 јули, дел од пешачка патека на булевар Октомвриска револуција, дел од трасата Куманово железничка станица и пат во село Вуиновиќ. Извршено е тампонирање на улицата Железничка во селата Скачковце, Градиште, Кучкарево, Лопате, Орашац, Режановце, Љубодраг. Пат за селата Кршање, Орашац, Пезово, Градиште, Кокошиње, Тромеѓа. Поставен е бекатон на улиците Стојан Сликар, Ужичка, Благо Илиев Гуне, 6 април, Бајрам Шабани, платото пред Центарот за култура Трајко Прокопиев. Извршена е изградба на тротоари на улиците Страшко Арсов, Железничка, Србо Томовиќ и Тоде Думба. Изградба на улицата Ѓорче Петров, крак 1 и крак 2. Во изминатиот едногодишен период асфалтирана е површина од 15.550 метри квадратни, тротоари од 3.630 метри квадратни, бекатон 5.500 метри квадратни, тампонирање 7.675 метри, водоводна мрежа и атмосферска канализација 1.825 метри. Градежни активности на новиот мост на улица Железничка на раскрсницата со улица Индустријска, преку дренирање и поставување на подлога. Се гради и првиот кружен тек во градот со цел, преку модерни сообраќајни решенија, да го намалиме сообраќајниот метеж во општината, преуредувајќи го главниот влез во градот. Од предвидените 5000 метри квадратни асфалтирана површина, асфалтирани се досега 2500 метри квадратни. Расчистен и репариран е патот за селото Белјаковце, а пробиен е и патот до село Живиње. Изградба на нов паркинг на булевар Октомвриска револуција. Реконструирани се улиците Карадачки одреди во Диво населје, Србо Томовиќ, дел од улицата број 1 во населба Карпош, дел од улица 11 октомври, крак од улиците Бајрам Шабани и Димитар Влахов, реконструиран е мостот кај Старот пат и крак од улицата на булевар Октомвриска револуција, железничкиот мост на Врањско џаде, паркот во блокот К4 во местната заедница Панче Пешев.
Извршена реконструкција на фонтаната пред хотелот Кристал, која ќе стане олимписка чешма, а ќе бидат испишани имињата на кумановските олимпици, Аце Русевски, Реджеп Реджеповски и Бранимир Јовановски, за да им одадеме признание на спортистите кои го прославиле градов низ светот. Државата повторно со капитални инвестиции во патната инфраструктура во Куманово, преку реконструкција на следниве регионални патни правци: Куманово Опае во должина од 6 км и ширина 5,5 метри, кој ги поврзува двете соседни општини Куманово и Липково со средства на Европската банка за обнова и развој. Куманово Свети Николе. Градоначалникот, министерот за транспорт и врски и директорот на јавното предпријатие Државни патишта ја посетија трасата на регионалниот пат Куманово Свети Николе, која се реконструира со вкупна должина од 42 км. Куманово Никуштак, Куманово Крива Паланка. Реконструкција и изградба на пат во село Скачковце, пат од населба Бедиња кон селото Лопате, пробивање, порамнување и репарирање на патот за селата Косматац, Мургаш и Зубовце, ширење на секундарна мрежа за гасификација на улица Љупчарсов, реконструкција на водоводна мрежа на улица Михајло Пупин, дислокација на мрежата во детската градинка Ангел Шајче, подружница Синоличка, изградба на нов крак на атмосферска канализација на улица Лесковачка, изградба на фекална канализација на улица Трајко Прокопиев, населба Перочичо. Општина Куманово од владата на Република Северна Македонија доби 20 милиони денари за инвестиции во инфраструктурата во новата индустријска зона Новини Речица во Куманово, која има капацитет да прими 50 нови инвестиции за лесна и незагадувачка индустрија. Во моментот се гради пристапниот пат, дел од улиците 1 и 13 и атмосферска канализација од 1210 метри. Пуштена е во употреба новата монтажна катна гаража во центарот на градот со капацитет од 80 места за паркирање. Воведено е зонско паркирање на реконструираниот паркинг во центарот на градот, на локација Берза со над 80 места. Во Соколанскиот парк е пуштен во употреба проектот за волонтеризам за репарација на детското катче во соработка со UNDP и општината, а имплементирани од невладината организација Креатор Куманово. Повторно беа обновени клупите и урбаната опрема од страна на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово. Со учениците и армијата засадивме нови 5000 садници на различни локации со цел дополнително да го озелениме градот. Активистите од Сдруженијето Не биди ѓубре со јавното предпријатие Чистота и зеленило, општествено одговорните компании и вработените во општинската администрација реализираа поголем број мотивирачки волонтерски акции за да ги поттикнат граѓаните за одржување на повисоко ниво на хигиена. Поставени се заштитни столпчиња на булеварот Октомвриска револуција со цел да го спречиме незаконското паркирање и да ги оспособиме велосипедската и пешачката патека. Изградени се нови успорувачи во сообраќајот или лежечки полицајци на повеќе локации низ градот. Со приватниот партнер ICS Системи од Република Чешка за прв пат склучивме јавно-приватно партнерство за модернизација на јавното осветлување во целиот град во вредност од 4,7 милиони евра, со што ќе биде променета постоечката застарена техника со ново лед осветлување и смарт систем. Набавена е нова лична опрема за територијалната противпожарна единица во Куманово. Се бориме и против аерозагадувањето со нови методи на аеросолизација и редовно миење на најфреквентните улици со цел да го подобриме квалитетот на воздухот. Ќе продолжиме и понатаму да го градиме Куманово во европски стил, со мали и големи инвестиции, но пред се со функционални идеи и решенија кои ќе допринесат за подобар живот на сите наши сограѓани. Вистински посветени, со поставени високи стандарди во побарувањата од страна на граѓаните. Реализиравме успешни проекти преку плодни соработки, одејќи напред во чекор со замислата за зачувување на богатството, убавината, квалитетот на народот и успешно обстојување во наше Куманово, како проевропски град со уникатен лик, дочекувајќи уште многу години на достоинствен живот, кој секој од нас го заслужува. Среќен празник, граду мој!